до сега дебатата или едноставно темата околу бездомните куќиња беше затворена од еден круг на луѓе кои што си дозволува и си го земаа правото, им го дадоа правото, и можеби ние професионалците им го дадовме правото, да се единствени, да одлучуваат и да разговараат воопшто на овие тематики. Тоа доведе да денес се појави еден аматеризам страшен кон оваа проблематика од луѓе кои што навистина не се компетентни да разговараат и да носат некои решенија, да ги предлагаат барем тие решенија и да ги форсираат тие решенија, и секој што не е согласен со тие решенија или кој што ќе укаже дека има проблем во решенијата едноставно, како може да се измерат тие решенија и како може да се подобрат, тоа е веќе друга дебата, веднаш настанува хајка. Значи буквално тоа на Facebook може да видите дека јас мислам дека во Македонија секој ветеринар бил жртва на такви хајки од многу луѓе, само наречени активисти, кои што навистина почнуваат доста агресивно да вршат некој психолошки, да пробуваат да вршат психолошки притисок, и обично луѓето не сакаат да се замараат со тие работи и се повлекуваат. Значи немаме некоја дебата, немаме некоја институција што ќе искочи и ќе каже дека тоа не е во ред, зашто сепак има закони некои што се во државава и кои што треба да се почитуваат. Денес, тај МК да отворите, секој ден, буквално секој ден, гледате стори каде што има угриз на куќе кој што нападнало, дури имаше и умрени миленици, задавени ми само такви глутници, значи проблемот е огромен, реално, и се движиме кон Истанбул. Јас секогаш кажувам, значи идеме кон Истанбул и луѓето се лутат затоа што во Истанбул сега тие што го пратат тоа знаат што се случува и дека пред да се донесат радикални решенија, може и да се антиципира целиот проблем и да се свати проблемот. Проблемот денес еве конкретно да одговорам на прашањето околу извозот на бездомни куќиња, според мене е скроз погрешна мерка и мерка која што треба да се забрани, затоа што многу е оставена портата кон девијации, повторно, недоволна контрола на самите куќиња, значи немаме следење на куќе од точката А, тоест неговиот собственик град Скопје, кој што плаќа доколку ве гризне вас тоа бездомно куќе, стотици илјадници евра плаќаат општините, меѓутоа кога тоа куќе се продава во странство, општините и градот Скопје добиваат нула. Значи тоа го поставивме како прашање. Зошто градот Скопје, како може сега да извезуваме имот на градот, без градот да добие ништо, каде завршуваат тие средства и кои се тие средства, и може би уште поважно од парите реално е каде завршуваат тие куќиња. Дали завршуваат, не знаеме. Значи дали завршуваат во лаборатории, дали се еутаназирани при самиот влез во државата, затоа што веќе носат заразна болест која што е забранета во таа држава. Значи, има многу сериозни проблеми, каде што куќињата едноставно воопшто не го добиваат тој, American Dream што ни се продава на нас, туку добиваат нешто сосема трето. Има и такви секако што одат и се вдомени во фамилии, се пресрекни така натаму. Меѓутоа, тоа вдомување во странство, како го решава проблемот кај нас? Ќе ви одговорам, никако. Затоа што тоа воопшто не е методологијата денешна, е да се фокусираат луѓето на резултатот од проблемот. Резултатот од проблемот е куќето на улица. И куќето на улица, вие доколку фокусот ваш е насочен кон куќето на улица, вие го немате фокусот од големата слика и од главниот извор на тие куќиња, кој што воопшто не е неодговорното сопствеништво. Главниот извор воопшто не се тоа миленици што ги гледате вие на улица, значи не се тоа куќиња што се купија за време на ковидот. Изворот на бездомни куќиња во Македонија се куќиња кои што живеат на депонии, во планина како диви куќиња и селски куќиња кои што немаат собственик. Се додека овие три популации не се контролираат од страна, значи тука треба широка студија од страна на еколози пред се, биолози, ветеринарни доктори, да се сватат тие популации, како мигрираат, како еволуираат и како тие популации треба во еден момент, кој е потенцијалот на една ниш, колку може да издржи тој хабитат и од кој момент треба едноставно се применат мерки кои што се сосема законски и кои што може државата да си ги дозволи како за контрола за сите други животни кои што се диви животни, значи мора да ја контролира таа популација, за таа популација да не се преплави и да дојде во градот. Денес
под името на заштитата и така натаму, правиме голема грешка помеѓу миленикот, куќе, и куќето кое што не е миленик човечки, туку е диво куќе. Значи тоа се две различни да кажам групи на куќиња кои што воопшто не треба да се иако многу се личат, не треба да се поистоветуваат, затоа што вие како прв, например, исто тоа сакам само да го кажам, дека прв пат кога чувате куќе, јас на вистина советувам никако да се вдоми куќе за прв миленик. Вдомете нека раса на мирно, кротко, фино куќе, истерајте му го животот 15-18 години, видете што значи обврска за куќе и како да се носи, како да психологијата да разберете на куќето, па после тоа размислувајте или за друга раса, или за да вдомите, било тоа да е расно или нерасно куќе, независно. Ама куќе од улица има различен мајндсет, независно дали е расно или нерасно, од куќе кое што е домашен миленик, сосема различен однос кон човекот.